и ние да можеме да си презимаме таа база, нашата да се ажурира другите институции. Сега ние сме во преговори институциите, интерес на има. Благодарам за присуството. Ќе се повторам уште еднаш во делот што го кажав вчера. Знам дека со претседателските избори интересот ваш ќе биде повеќе на големите политички теми, но ќе замолам во наредните 2-3 месеци да имаме фокус на реформите, бидејќи тоа ќе биде патот, односно клучот за успехот во јуни. Во рамки на иницијативата да го следиме и мониторираме, да ја мониторираме динамиката на имплементацијата на Планот 18 во пресрет на важниот состанок на 19 март во Брисел, кога ќе се одржува Советот за стабилизација и асоциација во вонреден термин со цел да се направи еден пресек на постигнатите резултати, меѓутоа и во пресрет на јунската одлука за потврдување на датум за преговори, следам како координатор на Планот 18 динамиката на имплементацијата на Планот 18. Морам да кажам дека со задоволство сум тука денеска, бидејќи една од светлите точки на реализацијата на Планот 18 е Државната комисија за спречување на корупција. И тоа поради многу аспекти. Прво, поради начинот на кој што беше донесен Законот за борба против корупција и спречување на интереси. Закон кој што помина низ сите професионални филтри, низ одобрување и проверка од Европската комисија и другите меѓународни тела, академската заедница, невладиниот сектор, а потоа во еден инклузивен процес, вклучувајќи прифаќање и на доста коментари и амандмани од опозицијата, консензуално беше донесен, можеби со ситуација без преседан, консензуално беше донесен законот во собранието, а потоа особено начинот на кој што беше избрана самата комисија и членовите, со кој се воспостави еден иновативен начин на избор, во кој што селекцијата за избор на членовите на антикорупцијска комисија, односно во селекцијата, може да кажам дека политичарите беа малцинство, а повеќе беа невладиниот сектор и експертите, и фактот што јавноста, вие бевте директно го следевте тој процес преку пренесување во живо на интервјујата и изборот на комисијата, и јас тоа го користам како аргумент и дури го преферирам и го препорачувам како модел за избор на сите комисии и агенции кои што имаат важна улога. Денеска тука разговаравме на овој работен состанок важни теми во поглед на прво функционалноста. Знаете дека една од точките на Планот 18 беше комплетно функционална државна комисија за спречување на корупција, што значи и избор на членови, и нов закон со нови компетенции, меѓутоа и нов објект, и нова опрема, и нов кадар со цел и нов буџет за да бидат автономни и функционални во извршување на својата функција, меѓутоа тоа и што разговаравме во поглед на координацијата со институциите за да се овозможи ефикасност во нивната работа и произведување на конкретен трек рекорд, односно конкретни успеси и примери од борбата против корупција, кои што ќе бидат важни во убедување на земите членки дека Република Северна Македонија има лансирано агресивна агенда за борба против корупцијата, и тоа ќе биде многу важно во пресрет на јунската одлука. Сега, ако на ова се надоврзе и фактот дека денеска на влада најверојатно ќе го донесеме и Законот за јавно обвинителство, кој што го регулира и ја регулира судбината на СЈО, меѓутоа и генерално го регулира прашањето на јавното обвинителство, тоа значи дека двата системи за антикорупција, тоа е јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција, веќе добиваат во својата виталност и улога, и сметам дека тоа ќе биде еден од клучните успеси во пресрет на препораката. Дозволете и на албански, па потоа ќе и на претседателката на комисијата.
Jam këtu sot për të ndjekur dhe për të monitoruar dinamikën e implementimit planit 18 në pritje të 19 marsit, data kur do të mbahet mbledhja e jashtëzakonshme, do thoja, e Këshillit për Stabilizim Asocim, mbledhje e cila zakonisht mbahet në Korrik, por për shkak se këtë vit nuk do kemi raport të rregullt në prill të komisionit për progresin e vendit, do të shfrytëzohet ky këshill për të bërë një prerje jo formale të arritjes së Republikës Maqedonisë Veriut në implementimin e reformës në 4 shtylla të cilat Këshilli i Bashkimit Evropian i kishte sugjeruar që vitin e kaluar. Dhe jo rastësisht pas mbledhjes së djeshme të Komitetit Punës Bashkimit Evropian për integrim në BE e filloi pikërisht në Komisionin Shtetëror për luftë kundër korrupsionit, për shkak se mendoj që është momenti më pozitiv dhe më i ndritshëm në realizimin e planit 18, edhe atë duke filluar që nga mënyra e përpilimit dhe adoptimit ligjit, ligj i cili kaloi të gjitha filtrat profesional dhe aprovimet e nevojshme nga Komisioni Evropian dhe trupat e nevojshëm ndërkombëtar, por edhe në një proces inkluziv brenda, përfshir këtu kontributin edhe e botës akademike, të sektorit jo qeveritar dhe opozitës, u adoptua ligji i cili jep kompetencat reja, e fuqizon dukshëm rolin ose punën e Komisionit Shtetëror për luftë kundër korrupsionit, por edhe vetë mënyra e përzgjedhjes së anëtarëve, e cila ishte një mënyrë inovative, kreative, e re, e mënyrës përzgjedhjes së këtyre institucioneve të rëndësishme, që unë besoj që do bëhet një shembull se si duhet të zgjidhen edhe komisionet tjera, dhe këtu flas për transmetimin e drejt për drejt të intervistave me anëtarë, transmetimin e drejt për drejt në media të mënyrës përzgjedhjes, faktin që në komisionet selektuese kishte përfaqësues edhe nga jeta jo politike, dhe do thoja një pjesa dërmuese dhe vendimtare ishte nga pjesa jo politike, jep një mënyrë tjetër, jep një kredibilitet, po atë që ju thash edhe në takimin e punës komisionit dhe kryetarës, se fakti se tani është krijuar ky kredibilitet i rrit pritjet e qytetarëve, pritjet e komunitetit ndërkombëtar, Bashkimit Evropian tek Komisioni për Antikorrupsion dhe pritjet për të dhënë rezultatet e duhura, dhe ky sukses nga plani 18 dhe suksesi i dytë që besoj që do të finalizohet ashtu si duhet, ajo është fakti që sot në qeveri do tentojmë ta kalojmë, besoj që do kalon edhe ligji për prokurorin publike, krijon 2 shtyllat kryesore të luftës kundër korrupsionit, që e bën Maqedoninë në avantazh, do thoja, në çfarë do krahasimi me vende tjera të rajonit Ballkanit Perëndimor, dhe nëse këtu i përfshim edhe mbylljen e temave të rëndësishme politike, e le pa argument cilën do palë, cilin do komision ose shtet për vendimin e qershorit, për konfirmimin e datës për fillim të bisedimeve, që të rikujtoj edhe një herë, është situatë unike e papërsëritshme, për shkak se dështimi hipotetik, dështimi eventual i konfirmimit vendimit në qershor do e vështirëson dukshëm situatën në tutje, duke pas parasysh edhe zhvillimet që mund të ndodhin në disa vende anëtare, epilogun e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Prandaj mendoj që tani duhet t'i koncentrojmë të gjitha forcat tona në përmbushjen e detyrimeve që kemi, që mos të lëmë asnjë argument për vot kundër të cili do të shtet antar për fillimin e bisedimeve këtë vit. Ju falenderoj shumë. Поведете. Ви благодаря. Во насока на тоа исто што кажа вице-премиерот, можем да кажем дека првите чекори, назначени чекори, се направени веќе со донесување на законот и со изборот на оваа комисија, која што е растеретена од политички багаж на својот грб. Отворени се значени простори за работа, за отворена и транспарентна работа на комисијата, што сметаме дека во најмала рака и најмногу од се ќе успееме да ја вратиме пред се довербата на граѓаните во оваа држава, а потоа и да се надоврземе кон европскиот пат и да фатиме чекор кон Европската унија и НАТО. Со вице-премиерот разговаравме повеќе
практични прашања кои што ќе помогнат да се надминат некои да кажеме слабости со кои што сега се соочуваме од аспект на целосна функционалност на комисијата, да целата влада и секретаријатот за европски прашања да ни помогне околу побрзо обезбедување, односно надминување на тие препреки за добивање на просторот, за ставање на целиот систем во функција, да обезбеди наша целосна функционалност. Понатаму разговаравме за анкетните листови кои што се обврска на сите избрани и именувани лица, навремено да ги достават до нашата комисија. Ја користам и оваа можност да упатам апел до сите кои што не доставиле да достават. Исто така ја користам оваа можност до сите субјекти кои што до нашата институција доставуваат барање за мислења во изборен процес, дали постои судирни интереси. Сакам да ги известам дека нашата комисија нема законски основ за да дава мислења на министерствата, на единиците на локална самоуправа, фондови, агенции, односно сите субјекти кои што се јавуваат до нас. И затоа нека не ни доставуваат барања, бидејќи во иднина нема да се произнесуваме со свое мислење. Во насока на наша добра понатамошна соработка, мислам дека нема да имаме проблем и дека ќе ги спорачаме бараните резултати од нас. Благодарам. Па да се договориме, вие па вие. Да.